градоначалник на општина Штип Иван Јорданов, почитувани професори од Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип, професор доктор Снежана Мивишчиева, професор доктор Велица Јосимовска, продекан за настава, почитувани професори, советници од Совет на општина Штип, директори од јавните предпријатија или станови во општината, почитувани директори од основните и средни општински училишта, детски градинки, почитувани наставници, колеги од општина Штип, родители и секако наши почитувани ученици, првинци на генерацијата, кои се инспиратори за денешниот настав. Одделението за образование кој е организатор за денешниот настав представува добре. Наставот, промоција на првенци на генерација во основните и средни општински училишта го завршуваме со настав на ученичката Јана Атанасовска, на професор Трајче со интонирање на македонската химна. Поведете. Почитувани советници, почитувани професори, представници на институциите, почитувани просветни работници, колеги, драги ученици и родители. Дозволете ми на самиот почеток да изразам искрена благодарност што денес сме заедно на овој свечен настан, посветен на оние кои со својот труд, знаење и посветеност представуваат гордост на нашата општина. Денес сме овде не само за да славиме, туку и за да ја потврдиме нашата посветеност кон нивината.
го славиме она што е највредно, вашите напори, вашите успеси, вашиот стремеж за знаење и напредок. Образованието не е само процес на учење. Преку образованието се создаваат можности, се градат вредности и се поставуваат темелите на иднината. Секој час, секоја лекција, секој напор е инвестиција која носи не само лично задоволство, туку и несомнен принос за напредок на нашето општество. Затоа денес на овој настан го потврдуваме најважниот принцип силата на знаењето. Почитувани, во изминатите години општина Штип направи решителни и конкретни чекори за подобрување на условите за учење во нашите училишта. Сакал да ја споменам инвестицијата која толку време беше барана од родители и ученици, поврзана со набавката на униформи за полуденевска настава. Со оваа инвестиција ги ослободивме учениците и родителите од финансиско преморување, со цел да им овозможиме да се фокусираат на она што е најважно – учењето.